Започнуваме со регионалните вести на станите кои што го одбележаа денот. Учениците од основното училиште Лирија во Тетово пред Пладнево протестираа пред општинската зграда поради немање услови за учење, каде веќе втор ден им прокиснува покривот по неколкудневните поројни дождови. Од раководството на училиштето велат дека децата од утре ќе се вратат на настава и ќе учат во комбинирани паралелки. Училишните клупи во основното училиште Лирија во Тетово станаа празни. Учениците ги напуштија часовите и протестираа пред општинската зграда, револтирани поради лошите услови за следење настава во нивното училиште, каде веќе втор ден покривот им прокиснува. Протестирamo пошто кровот ни е пред распаѓање и свекој пат кој врне се капе од све страни. Срамота е да се нема училиште во ова време. За време на протестот кој траеше околу 1 час, повеќе јајца завршија во општинската зграда. Учениците се разотидоа, но на настава не се вратија. Од раководството на училиштето изјавија дека сите ученици од утре ќе почнат да учат во приземите од зградата во комбинирани паралелки, се додека не се изврши реконструкцијата на покривот. Бидејќи според законот никако не смееме да се прекине наставата, ние како училиште тоа не би смееле да го направиме. Од општина Тетово велат дека капиталните проекти како реконструкција на покриви на училишни згради не е во нивна, туку во надлежност на централната власт. Од Министерството за образование пак, на раководството на училиштето им посочиле дека немаат законско право да финансират градежни активности во пресед на вонредните парламентарни избори. Директорката на училиштето вели дека Министерството веќе неколку години со разни образложенија одбивало да издвои помош за санација на покривот. Откако ја зедов ја функцијата како директор на ова училиште, поднесов барање за капитални инвестиции до Министерството за образование и наука и одговорот ми беше негативен дека немаме доволно средства, веќе тоа сум го изјавила и ги имам и документите. Потоа претходната година имаше и обилни врнежи од дожд и повторно ургентно испратив едно барање до Министерството и тие ни пратија екипа, видоа на лице место дека навистина состојбата е многу лоша, но од тоа не добивме никаков одговор. Основното училиште Лирија, каде учат над 1000 ученици, е најголем и најстар училишен објект во градот, но досега нема никакви најави за негова целосна реконструкција. Јавна презентација на иницијативата за изградба на локален пат од село Непроштено до село Требош. Станува збор за делница преку која ќе дојде до поврзување на општина Теарце со автопатот Тетово-Скопје. Основен проект за изградба на локален пат од село Непроштено до село Требош беше презентиран денес во Теарце. Станува збор за делница преку која ќе дојде до поврзување на општина Теарце со автопатот Тетово-Скопје. Патот е со должина од 2,6 км и 5,5 метри ширина, а придобивките од неговата изградба се многукратни. Ќе се растерети патниот правец Тетово-Јажинце, ќе се заштеди време, а ќе има влијание на економскиот развој и намалување на загадувањето, велат надлежните. Ние сме денес сведоци на еден настан, многу важен, многу битен за сите граѓани во ниво на општина Теарце и во ниво на Полошкиот регион, затоа што иницијативата е од општина Теарце, од граѓаните и од соседната општина Јегуновце за пробивање на нов пат од Непроштене до делницата автопатот Тетово-Скопје. Затоа што од нашите податоци во ниво на држава пред 3 години патот Тетово-Јажинце, регионалниот пат, беше прогласен како пат на смртта од сообраќај што се случија и земајќи го во предвид тие случувања, ние одлучивме како општина да го поддржаме еден важен проект и го имаме финансирано основниот проект во новиот крак, почнувајќи од Непроштене до Тетово слободна зона. И во консултации со компанијата Еврорад ќе гледамо и понатаму тој пат да ги исполнува сите стандарди во интерес на сите граѓани од овој крај. Таа обиколница би озможила полесен и побрз
развој на целиот регион и поевтини цени за сите производи поради олеснотиите што веќе ќе произлезат од тој пат. Дел од присутните на презентацијата реагираа на параметрите на патот, односно на неговата ширина. Од проектното студио потенцираат дека при изработката на проектот се запазени сите правила. Изработката на проектна документација подлежи на претходна урбанистичка документација, која што е одобрена од самиот нарачател, во случајот општина Тејарце. Врз основа на таа планска урбанистичка документација се продолжува понатаму со изработка на основниот проект. Така да сите параметри кои што се влезени во изработка конкретно на овој проект се на претходно усвоен одобрен проект од самата општина. Проектот секако може да се менува доколку има потреба. Меѓутоа за да некој одлучи дали има потреба, потребно е да се внесат претходни анализи за да се утврди тоа некој за да застане сето тоа. Тоа не се прави ниту паушално, ниту политичко, туку се прави стручно. Со претходна стручна анализи, со претходни физибилити студии, кога што треба да се утврди дали има потреба и колку има потреба од проширување. Максималната ширина на патот е 7 метри, 7,5 максимум. Меѓутоа, дали има потреба за такво нешто? Тоа не е само да се изгради нешто, туку дали тоа ќе биде функционално. Затоа видите вака, патот е на жива материја, таа живе, треба да ја одржуваш. Не е само да го изградиш и да го запустиш. Таа понатаму треба да се одржува, да се негува. За жал кај нас тоа е запоставено, ќе ги изградиме и потоа го забораваме. Извини се случуваат некои појави кои што не е крив патот, туку ние самите сме криви заради неодржување. По презентацијата, градоначалниците на општините од Полошкиот регион заедно со Стопанската комора на Северозападна Македонија потпишаа барање, чиј предмет е барање за отворање на царински терминал на граничниот премин Јажинце. Со пригоден реферат и положување на цвеќе на спомен плочата во Гостивар беа одбележани 72 години од стрелањето на 6 активисти на Народно-ослободителната борба. Настанот го организираше општинскиот одбор на Сојузот на борци Гостивар. Гостивар одбележа значаен настан од Народно-ослободителната борба, стрелањето на 6 активисти во пресрет на ослободувањето на градот. Активистите биле убиени на 10 ноември 1944 година на градскиот плоштад во близина на црквата. Во нивна чест на ова место поставена е спомен плоча пред која секоја година општинскиот одбор на Сојузот на борци организира пригоден собир. На одбележувањето денес присуствуваат членови на организацијата, граѓани и ученици. На ова место каде се наоѓаме стрелани се 6 граѓани, активисти на Народно-освободителната борба. Киро Ристевски Трнц од Тетово, Васил Печиновски од село Бањица, Израел Зафировски од село Бањица, Маренко Ѓорđевски од село Бањица, Сократ Павловски од Гостивар и Павле Петревски од село Балингов. Помошниците на фашистичкиот окупатор во знак на одмазда, не можејќи да се помират со нивната очигледна пропаст, извршија погубување на овие граѓани активисти од Народно-освободителната борба, кои беа претходно затворени. Екзекуцијата е извршена без никакво сослушување ниту судска постапка за да се утврди нивната вина, што укажува на фактот дека помошниците на фашистичкиот окупатор се служиле со варварски методи за да заплашат населението, тоест народот кој масовно се приклучуваше во единиците на Народно-освободителната војска за конечно ослободување на нашата земја. Денешниот настан се заокружи со едноминутно молчење и положување цвеќе на спомен плочата во знак на одавање почит на погубените активисти. Општинскиот одбор на Сојузот на борци наредната недела со свечена манифестација и доделување на признанија ќе го одбележува денот на ослободувањето на Гостивар 18 ноември. Портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Петре Шилегов денес беше во Тетово на средба со граѓани. На престојните избори тој ќе биде носител на изборната единица 6. Денеска сме во Тетово да разговараме и да поразговараме со тетовчани за секојдневието, за мачниот живот кој што го имаат нашите граѓани, да поразговараме за солуциите кои што ние како Социјалдемократски сојуз и Здружена опозиција на престојните избори на граѓаните во Македонија, на граѓаните во Тетово ќе им ги понудиме, а кои што решенија се однесуваат
најпрво кон намалување на невработеноста, мерки кои што ќе придонесат за стопирање на процесот на иселување на младите, бидејќи тоа е процес кој што младите наши ги прати на целото подрачје на нашата држава, не само Тетово и Тетовско каде што сме денес, да зборуваме за начинот на кој што ќе го подобриме животот на оние луѓе кои што веќе се во работен однос, кои што имаат мали средства, мали плати, да позборуваме за начинот на кој што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има намера да го направи животот на граѓаните поевтин, поедноставен, при укинување на такси кои што се непотребни за плаќање, како што е радиодифузната такса, например, намалување на сметките, и тоа намалување на сметките на начин што на секоја платена сметка, како и на сите други производи, ќе овозможиме на граѓаните поврат на паричните средства во висина од 15% од платениот данок на додадена вредност, на начин што ќе овозможиме секој еден наш граѓанин на крај, секој едно наше семејство на крајот на секоја година да добива 13-та плата, да ги презентираме нашите мерки кај граѓаните кои што ќе придонесат на крајот на мандатот на владата што ќе состави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да просечната плата биде 30.000 денара по еден вработен. Со двојца вработени во семејство, со намалување на невработенество, со продуктивни работни места, не со фиктивни какви што ни се нудат досега, ќе успееме да внесеме среќа во секое наше семејство со цел конечна да ги зачуваме младите и да обезбедиме живот во нашата држава онаков како што заслужува секој наш граѓанин поединечно. Не случајно сме овде, не случајно сме и на оваа локација. Од овде сакаме да порачаме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно со граѓаните и заради поддршката која што секојдневно ја добиваме од граѓаните, ќе изградиме општество на кое што нашите деца ќе бидат горди. Дојдовме овдека пред овој паметник на револуцијата да одадеме почит на нашите татковци и дедовци кои што ни оставија држава со наша лична обврска, да со нашиот ангажман во еден поинаков модерен начин на војување, така наречено, на нашите деца, на нашите внуци им оставиме држава достојна за граѓаните на Република Македонија. Македонија доби уште една условена препорака од Европската комисија во годишниот извештај за напредокот на земјата, кој беше објавен денеска. Препораката, како и минатата година, зависи од успешната имплементација на договорот од Пржино. Еврокомесарот за соседска политика и пристапни преговори Јоханес Хан, образложувајќи го извештајот, рече дека изборите се клучни за излез од политичката криза. Сега постои вистинска шанса за да се реши кризата и останатите прашања, а земјата мора да спроведе кредибилни избори и да им се посвети на реформските приоритети. Комисијата ќе ја задржи препораката за почеток на преговорите, но во зависност од целосната имплементација на договорот од Пржино, рече Хан во Европскиот парламент. Изборите за кои според Европската комисија мора да се обезбедат услови за веродостоен изборен процес, преку спречување и истражување на заплашувањето на гласачите, обезбедување на поделба меѓу државните и партиските активности, балансирано медиумско известување и постојано обновување на гласачките листи. Се бараат и дополнителни напори за зголемување на капацитетите на Државната изборна комисија. Европската комисија понатаму лоцира сериозни предизвици во делот на демократското владење и изразува загриженост за заробеноста на институции и клучни делови од општеството од страна на државата. Независните регулаторни, надзорни и советнички тела не беа во можност да ги извршуваат своите функции проактивно, ефективно и без политички притисок, што доведе до ограничен надзор над извршната власт. Брисел не евидентирал никаков напредок во однос на минатогодишните препораки за граѓанското општество. Напротив, констатирано е влошување на опкружувањето во кое работат невладините организации. Сериозни забелешки повторно се изразуваат во однос на политизираноста на јавната администрација и се бараат итни реформи во оваа област. Судскиот систем, оценува Европската комисија,
продолжува да назадува и тоа представува голема грижа. Се бара целосна поддршка и ресурси за специјалното обвинителство, деполитизација на именувањето и промоцијата во судството и во пракса, а не само на хартија, и реформа на целиот судски систем преку усвојување на препораките на Венецијанската комисија и реформска стратегија. Брисел констатира дека и во пракса продолжува да се блокира работата на СЈО, а во тој контекст се наведуваат кривичните судови и Советот на јавни обвинители, како места од каде се блокираат истрагите. Полицајци од Тетово фатија жители на Гостивар со дрога. Во билтенот и пријава за семејно насилство и сообраќајка со повредени лица. Полициски службеници ноќта помеѓу понеделникот и вторникот околу 1 часот и 20 минути на регионалниот пат Тетово-Брвеница запреле патничко возило БМВ со гостиварски таблици, при што пред да застане од совозачкото седиште било фрлено најлонско ќесе со 50 розови таблети, најверојатно екстази, кои се најдени. Трите лица во возилото, возачот на 22 години, како и двајца гостиварци на возраст од 24 и 28 години, лишени се од слобода и задржани во полициската станица Тетово, а по разговорот со нив околу пладне во вторникот се пуштени. По целосното расчистување на сите поединости ќе следува поднесок. 36 годишна жена од Гостивар вчера пријавила семејно насилство што го извршил нејзиниот 43 годишен сопруг. Дента околу 11 часот тој дошол дома и почнал да ја навредува, а потоа и со тупаници да ја удира по главата и телото, нанесувајќи повеќе видливи повреди. Пријавителката побарала кривичен прогон, зашто подолго време психички и физички била малтретирана од сопругот, инаку претходно мажот пријавил дека сопругата вербално се расправала со него и психички го малтретирала. Вчера околу 8 часот на автопатот Гостивар Скопје во близина на железничкиот надвозник се случила сообраќајна незгода во која учествувале две патнички возила, Пасат со струшки регистерски таблици управуван од 38 годишникот Струшко и Шкода со швајцарски таблици што го управувал 62 годишникот Тетовска Мала Речица. При тоа возачот на Шкодата и сопатниците на 57 и 27 години добиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница и двајца од нив се пуштени дома, додека 27 годишната жена задржана е за натамошно лекување. Двајца сопатници од Пасатот на возраст од 32 години за помош се обратиле во Струшката болница и потоа се пуштени дома. Секторот за внатрешни работи Тетово информира дека неделава се интензивирани подготвителните активности за престојната зимска сезона. На иницијатива на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, вчера се одржал заеднички состанок, односно средба со задолжените за зимско одржување на патиштата во сите локални самоуправи од Тетовското подрачје и со учество на представници од Македонија Пат. На состанокот направен е пресек на нивните досегашни подготовки, а присутните поблиску биле запознати исто така и со законските импликации, доколку навреме и квалитетно не ги извршуваат нивните обврски во зимскиот период и не обезбедат непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. На учесниците на вчерашниот состанок посебно им било нагласено дека се должни да ги отстранат сите пречки за нормално одвивање на сообраќајот, снег, камења, мраз и друго, но и навреме да ги известат граѓаните за ваквите пречки и за преземените мерки за практично отстранување на истите, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Според овој закон, за неотстранување на пречките или за неизвестување на граѓаните, предвидена е глоба од 2000 евра во динарска противредност за правното и плюс 600 евра за неговото одговорно лице. Од вчерашниот состанок произлегол и апел до возачите, односно подсетување, дека на 15 овој месец стапува во сила обврската за задолжително поседување и носење на зимска опрема. Непочитувањето на оваа обврска се санкционира со глоба од 45 евра или со впишување на 25 негативни поени. И уште еден апел до возачите. Поради врнежливото време на автопатот Тетово-Скопје и особено на излезот до Клучката за Желино, создадени се повеќе езерца со вода кои го отежнуваат движењето на возилата и поради кои потребно е да ја прилагодат брзината. Возачите исто така треба да бидат внимателни во утринските часови, пред се заради влажните коловози и намалената видливост. Доколку наредните денови уште повеќе се спуштаат температурите, тогаш можни се и голомразици, пред се на патиштата кои водат кон високопланинските села на ова подрачје.
Викендов на 12 и 13 ноември во спортската сала во Брвеница ќе се одржи изложба на украсни птици и животни. Манифестацијата, која е традиционална, 11-та поред, ја организира Сдруженијето Диамантски петел. Навистина со една искрена соработка од општината Брвеница, но како новитет оваа година ја уведуваме и идејата да имаме презентација на македонски традиционални носии Полошкиот регион, значи културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница ќе биде представена со неколку народни песни и ора карактеристични за овој регион и презентација на она културно-уметничка носија од Полошкиот регион. Значи ќе бидат представени околу 1000 примероци на разни видови на живина, папагали, украсни гулаби, украсни зајаци, специфични со нивниот изглед, но како една убава можност ги најавуваме и гостите од Република Србија, кои што ќе бидат во својство на судии, односно едукатори, односно на наши пријатели кои што неколку години изминативе период соработуваме на едно убаво ниво. Се надевам дека изложбите во нашиот крај ќе бидат традиционални и понатака, затоа што се надевам дека бројот на одгледувачи и оние кои што поактивно се занимаваат со ова хоби ќе го издигнеме на повисоко ниво. Да ни кажете само во колку учествувате и каде ќе се одвива манифестацијата? Манифестацијата се организира во спортската сала во општина Брвеница. Приемот на експонатите од 7 до 10 часот, потоа следува оценување, односно избирање на најубави примероци, потоа во 12:30 ја имаме свеченоста по повод од отворањето, каде што ќе се обрати градоначалникот на општина Брвеница и напоменавме културно-уметничкото друштво од Брвеница, за да посетата за сите оние кои што сакаат да ја посетат, вратите се отворени од 8 часот наутро до 17 часот во сабота, а во недела покрај можноста да се посети изложбата, ќе имаме и така наречена берза, односно купо-продажба на разни видови украсни птици и ситни животни, кои што се изведе испред спортската сала во Брвеница, значи отворено за посета од 8 до 16 часот. Повеќето анкети покажуваа дека ќе загуби, но Доналд Трамп докажа дека може да победи. Бизнисменот кој никогаш порано немал јавна или политичка функција е избран за 45-ти претседател на Соединетите држави. Тој победи во клучните држави како Висконсин, Пенсилванија, Охајо, Северна Каролина и Флорида, со што доби повеќе од неопходните 270 гласови во изборниот колеж. Обраќајќи им се на приврзаниците во Њујорк, Трамп изјави дека е време за американците да се обединат. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Тој рече дека имал телефонски разговор со неговиот демократски ривал Хилари Клинтон и оти таа му честитала на победата. Трамп рече дека и тој честитал за тешката претседателска трка. Трамп се тркаше со ветувањето да ја направиме Америка повторно голема, наведувајќи дека неговите бизнис вештини ќе ги донесе во светот на политиката. Њујоршкиот милиардер, бизнисмен и поранешна ТВ звезда на реалити шоуа неочекувано стана републикански претседателски кандидат. Дрзок магнат со недвижнини, тој ги шекираше политичките експерти и партиските функционери. Во трката влезе пред 17 месеци и притоа успеа да ги победи 16 други главни кандидати за обезбедување номинација од републиканската партија. Политичкиот почетник остро ги критикуваше и навредуваше неговите ривали на Твитер и на дебатите. Меѓутоа и самиот неколку пати се најде во непријатна ситуација, особено во врска со неговите навредливи изјави за жените, односно неговите невкусни коментари пред 10 години, објавени во текот на кампањата. Тој вети нови работни места и намалување на даноците, не откривајќи многу детали како мисли да го направи тоа. Трамп за време на кампањата честопати ги менуваше своите ставови за многу прашања. Тој вети изградба на зид по должината на американско-мексиканската граница за да спречи имигранти да доаѓаат во Соединетите држави. Трамп се залагаше и за целосно блокирање на влезот на муслиманските мигранти во земјата. Според оценките, тој беше губитник во сите 3 телевизиски дебати со Клинтон. 70-годишниот Трамп оцени дека Клинтон била најлошиот државен секретар во американската историја, додека за Владимир Путин рече дека бил голем лидер.
што изјави дека Клинтон ќе биде затворена поради тоа што користела приватни мејлови додека била државен секретар. Доналд Трамп има германски и шкотски корени, а роден е во Њујорк. Дипломира економија во 1969 година, не служел војска, а работел во фирмата на неговиот татко, пошто ја наследува во 1999 година. Неколку пати оваа фирма има прогласено банкрот. Се проценува дека неговото богатство изнесува над 3,5 милиарди долари. Има 5 деца од 3 бракови. Денес имавме претежно облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. Дуваше умерен повремено засилен ветер од југозападен, а попладне во северните делови од северен правец. Утринските температури се движеа од 6 до 9, а дневните од 10 до 13 степени. Утре ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег, претежно во западните делови од земјава. Утринските температури ќе се движат од 4 до 8, а дневните од 9 до 13 степени. Тоа е се што информативната редакција на телевизија КИС подготви за овие регионални вести. Пријатно!